Добар ден на сите. Може да започнеме, нели? Со панелот наменет за областа на добро владење. Ви благодариме на сите за вашето учество денес. Дозволете пред да започнеме накратко да ја спомнам Civica Mobilitas програмата, која е програма на владата на Швајцарија, што ја спроведуваат МЦМС, Нивес од Данска и ФЦГ од Шведска. Главната цел на самата програма е социјалните промени во државата кои се водени од еден силен граѓански сектор, активни граѓани и секако добра соработка со властите, како на централно, така и на локално ниво, се со цел еден општествено, инклузивно, добро владење. Доброто владење, антикорупцијата и во целост владењето на правото се едни од најчесто подржуваните теми за грантови на Civica Mobilitas и така во изминатиот период доделени се вкупно 98 грантови во износ од 217 милиони денари. И покрај големите заложби за борба против корупција, повторно согласно извештајот за проценка на корупција за 25-та година гледаме едни алармантни податоци. Имено се бележи зголемување на коруптивниот притисок и на вклученоста на корупцијата која ќе споредиме со 22-та година. Па така 36,7% од граѓаните биле изложени на коруптивен притисок, а 30,6% биле вклучени во корупција, што представува пораст од над 5% поени во двата индекса. Дополнително подложноста на корупција бележи пораст. Па така 45% од граѓаните се подготвени да прифатат или да дадат подкуп во одредени околности, што е, за жал, највисоко ниво од 2014 година навака. Во однос на очекувањата на граѓаните за искоренување на корупцијата се бележи нагол пат на оптимизмот, па така 66,6% од граѓаните сметаат дека таа е невозможно да се искорени. И за жал, повторно, корупцијата е високо на листата на општествени проблеми. Овој пат не е на првото место, туку е на второто место, веднаш после високите цени. Владата често укажува дека борбата против корупцијата е високо на нивната агенда, дека нема да се дозволи злоупотреба на државни ресурси и неказнивоста нема да продолжи понатаму. Токму за таа цел денес имаме можност да разговараме со господинот Арвен Фетај, заменик претседател на владата, задолжен за добро владење, од кој очекуваме да ни даде увид во активностите на владата и како да ја вратиме довербата дека борбата е возможна. Господине Фетај, ви благодариме на денешното учество и што ја прифативте нашата покана. Па кажете ни како да ја смениме оваа слика. Подиумот е ваш во наредните неколку минути. Фала сте, Снежана. Добар ден на сите. Го зборувам на албански со превод. Почитувани представници на граѓанското општество, почитувани присутни, дами и господа, дозволете ми да започнам со благодарност што ми дадовте можност да видам со вас на овој национален форум за соработка меѓу владата и граѓанското општество. Денес не доаѓам пред вас како политичар, кој што денес ќе го открие граѓанскиот сектор, туку доаѓам како некој кој што живел во граѓанскиот сектор, некојаш како активист, некојаш како донатор, секојаш со најголема почит кон вашата работа, кон нашата заедничка работа. Затоа ја ценам оваа иницијатива, затоа што ние како влада и како невладин сектор треба почесто да се среќаваме, како денес, за вистински структуриран диалог кој се однесува на вашите проблеми и преку вас проблемите на граѓаните што ги представувате. Денес во Централниот регистар има над 17.000 граѓански организации, тоа е импресивна бројка, но бројките не кажуваат се. Зад нив стојат вистински предизвици, несигурно финансирање, огромна бирократија, непочитување, а понекогаш дури институционални притисоци. Овие предизвици не се решаваат само со вашата посветеност, тие бараат влада која разбира дека силното и независното граѓанско општество е еден од клучните услови за функционална демократија. И таа одговорност ја свативме многу сериозно. Во јуни минатата година, кога ја презедовме одговорноста како нова влада, најдовме држава со системска корупција,
докажана според бројките што ги кажавте, не ослабени институции и нула јавна доверба. Не се криеме зад изговори, веднаш почнавме со работа. И денес, по 18 месеци, имаме многу конкретни резултати на кои сме горди. Прво, се оживеа и се зајакна меѓуинституционалното антикорупцијско тело, давајќи му за прв пат право на глас на представник на граѓанското општество, бидејќи борбата против корупцијата не е исклучиво работа на политичарите. Второ, усвоивме нова стратегија за финансиска истрага и конфискација на имот за 2025-2028, така што украдениот имот од граѓаните повеќе нема да остане во джебовите на крадците, туку да им се врати на граѓаните. Во јануари ќе го одржиме инаугуративниот состанок на Министерството кој ќе се грижи за спроведување на стратегијата и тоа ќе биде на повисоко политичко ниво. Исто така се ажурираше стратегијата за транспарентност. Воспоставивме механизми за мониторинг и преземавме мерки за поефикасно спроведување. Исто така започнавме со изработка на нова стратегија за транспарентност за периодот по 2026 година. Како што знаете, Советот за соработка влада со граѓанско општество по неколку годишна летаргија повторно е формиран и има одржано 6 редовни состаноци. Новата државна стратегија за соработка со граѓанското општество 2025-2028 е финализирана преку отворен и консултативен процес со вас. Го градиме целосниот регистар, прв регистар на државен недвижен имот и регистар на службени возила. Не е без предизвици. Нашата цел е сите недвижни имоти, сите службени возила да бидат транспарентни и сите граѓани да знаат како истите се користат. Новите регистарски таблички за службени возила сега се реалност. Мал символичен чекор на голема порака. Конечно ставаме крај на злоупотреба на привилегии на службени лица. Драги пријатели, граѓанското општество не е и не треба да биде параван на демократија, туку незиното срце. И кога го кревате гласот против непотизам, против корупција, против кршење на права или молк на институции, вие не сте против влада, туку сте за граѓани. И кога власта ќе освати тоа, сите победуваме. Граѓаните добиваат подобри услуги, подобри политики, а ние, што сме тука привремено во државни канцеларии, добиваме легитимитет што ни е потребен за да продолжиме. Затоа не сум тука денес да ме поддржите, тука да ви кажам, критикувајте, побарајте отчетност. Кога грешиме, барајте транспарентност секој ден. Затоа што само така може да се изгради држава која што им припаѓа на сите, а не посебно на некој. Јас сум и ќе продолжам да бидам ваш лојален партнер и сојузник, додека сум во ова канцеларија. Вратите на мојата канцеларија ќе бидат отворени. Често се гледаме со вас, присутни што сте тука, отворени сме за соработка секој ден со вас за било каква иницијатива која што мислите дека е важна, значителна. Среќен сум да ве поддржам. Благодарам на сите. Господине Фетај, неколку зборови ми остана како најзначени, дека не се скриете зад изговори и дека добронамерната критика е добредојдена, што затоа и сме тука денеска за да дискутираме и да некои работи да ги разјасниме, се со цел да видиме што се очекувањата и што можеме во иднина да очекуваме да се подобри, бидејќи за жал, како што спомнавме на почеток, бројките се поразителни и треба многу заеднички да работиме и токму затоа сме тука денеска за да можеме да дискутираме на овие теми. Пред се ќе започнам со една можеби од најболните прашања кои што се актуелни од 2023 навака. И ќе започнам со еден ваш цитат од едно од првите интервјуа по стапување на функцијата, кога велите дека
Корупцијата е чума која го уништува општеството и посочувате дека измените на кривичниот законник се едниот главниот фактор за таа состојба. Заминува 2025 година, уште се насила овие канцерогени измени. Докаде е процесот за измена на кривичниот законник и дали може да очекуваме дека ќе се врати назад состојбата или уште подобро дека ќе се подобри законското решение во овој дел? Jo, faleminderit për pyetje. Ви благодарам на прашањето. Вистина е, сум ги кажал овие зборови, се уште стојам на истите. Се уште верувам дека корупцијата е една од најтешките, најболните рани на нашето општество. Без дилема, измените на изборниот законник од 2023 година придонале многу за да се задржи ова состојба и неказнивоста, и ние како влада кажавме дека ќе ги вратиме тие штетни измени на кривичниот законник. Тие се направија заради претходната влада ДУИ СДСМ. За мене и за многу од нас се уште е нејасно зошто се направија тие измени, иако има индикации заради причините за кои што се измени кривичниот законник. Ова го потврди и Уставниот суд кој утврди сериозни сомнежи. И ние во склоп на нашите посебни платформи како коалициони партнери, како коалиција Вреди ВМРО, но и како Знам, но и во склоп на владината програма, кажавме дека овие штетни измени од 2023 година да ги укинеме за да се спречи овој систем на корупција на високо ниво и амнестирање на кривичните дела корупција на високо ниво што реално беше организиран систем од претходната власт. Ова е обврска и спрема нашите меѓународни партнери. Знаете дека ова е од обврските во склоп на агендата, реформската агенда со Европската Унија. Како влада сме го започнале овој процес уште од првата година на владењето во склоп на групата за изготвување на новиот кривичен законник, и работата на оваа работна група е при крај. И јас сум среќен да ве известам дека пред крајот на ова година во декември новиот предлог за кривичниот законник ќе оди во собраниска постапка и се надам дека пред нова година ќе имаме нов кривичен законник кој што ќе биде усогласен со европските стандарди, кој што ќе биде во согласност со акито на Европската Унија и кој ќе ги укине сите измени, штетни измени во насока на борбата против криминалот и корупцијата. Како што знаете, од година во година се повторуваат барањата од Европската Унија за казнување на корупцијата во високо ниво. Јасно е дека со овие измени на кривичниот законник од 2023 година не може да имаме резултати. Борбата против корупцијата сигурно има дел кој превенира, за кој што се грижиме како влада, за кој што се грижи Државната комисија за спречување на корупцијата, но без судски одлуки борбата против корупцијата ќе остане желба и илузија која никогаш нема да се исполни. Затоа, со измените на изборниот законник кои што ќе се донесат до крај на годината, верувам дека од следната година ќе имаме резултати во делот на судски одлуки за корупција на високо ниво. Ние како влада од прв ден сме документирале и сме доставиле до обвинителство десетици, можеби стотици случаи на злоупотреба од претходната влада, за кои што се уште нема никакво движење, со исклучок на можеби вчера слушнавте од обвинителството за случајот на поранешниот заместник министер, кој што веќе не е во нашата држава. Случајот е при крај, ќе се бара екстрадиција, но освен за овој случај кој што е
од висок профил, бидејќи лицето е и на црната листа на Америка од минатата година, не дека видовме некои одлуки, да кажам, или јасна определеност од нашиот систем, судски и обвинителски систем за крајни одлуки кои што ги очекуваат граѓаните, а ги очекуваме и ние како влада, бидејќи треба да бараме и да обезбедиме резултати во борбата против криминалот и корупцијата, и без судски епилог ова останува илузија и на ниво на желба, а не на реалност. Дозволете само да ве потпрашам. Значи, ние до крајот на годината очекуваме нов кривичен законник, не измени, значи целосно ново законско решение, така? Да, така е. Нов закон за изменување на односно кривичниот законник за усогласување на нашиот кривичен закон со усогласување со правото на Европската унија и за да се укинат штетните измени во однос на претходните измени кои што беа. Да ве потпрашам уште една само ако ми дозволите. Од каде ќе бараме екстрадиција? Дали ја знаеме државата? Добро прашање. Интересно прашање. Моментално, јас како заменик премиер немам информации потврдени за локацијата на господинот Груби. Како што знаете, неговиот председател кажал дека тој се наоѓа на албанско тло, што не упатува кон две држави. За едната држава знам дека не е таму, со сигурност. Многу за искрениот одговор. Ќе продолжам понатаму со нешто што не беше сега, затоа што ги спомнавме меѓународна заедница, излезе пред не толку одамна извештајот на Европската комисија. Мораме да признаеме дека не изненади оценката за состојбата со корупцијата во земјата. Се констатира дека речиси да нема никаков напредок во овој дел. Се посочува дека случајот Кочани откри една институционална немарност и коруптивни практики. Антикорупцијската комисија, Државната комисија за спречување на корупција, го загуби својот кредибилитет поради скандалот со доскорешната председателка, а високопрофилни случаи се развлекуваат или завршуваат без никаква разрешница или пак со некакви минимални казни. Кој е одговорот на владата на овие критики или што конкретно презема вашиот кабинет за да се подобри оваа слика? Верувам дека ќе се согласам целосно со извештајот на Европската комисија базиран на факти и анализа, кој што верувам дека многу јасно ја представува нашата реалност. Немаме причини реално за се спротивставиме на овој извештај, бидејќи е точен, објективен во однос на состојбата во нашата земја. Во однос на вашето прво прашање, дадов некои елементи на тоа зошто сме каде што сме или зошто сме оценети на овој начин од Европската комисија. Сигурно. Повторно ќе излезам кај репресивниот дел, немаме судски одлуки за корупција на високо ниво и тука одговорноста не е на владата, туку на правниот систем, на обвинителството, судството. Вие знаете како влада и како мнозинство, парламентарно мнозинство, речиси на почетокот нашиот мандат, ние поднесовме интерпеланција и за обвинителството и судскиот совет, но трагедијата во Кочани, која што беше вистинска трагедија за нашата земја, земајќи го во предвид бројот на жртви, ги покажа сите слабости на системот. И јас се надевам дека случајот на Кочани, како можеби за разлика од другите трагедии кои што ги имавме Беса Транс, модуларната болница или Турс во Бугарија и така натаму, да не покаже уште еднаш дека нашиот правен систем има слабости за да се даде правда на семејствата, на жртвите
верувам дека со случајот Кочани правниот систем е разбуден од сонот и заради пресијата од граѓаните ќе имаме разрешница која ќе обезбеди правда за семејствата и жртвите. Верувам дека ова ќе биде можност за после да делуваме и за другите 3 трагедии за кои што ние се ангажираме како извршна власт, бараме постојано правда, разрешница за овие други трагедии кои што беа од големи размери. Убеден сум дека со овие луѓе кои што ги имаме во нашиот правосуден систем, во обвинителството, судскиот совет, не може да очекуваме чудо. Не може да продолжуваме да се надеваме дека со козметички реформи, со измена некои закони или некоја политика, правниот систем ќе се однесува како што треба да биде независен, ефективен, со интегритет и така натаму. Јас верувам дека неопходно е да имаме коренети реформи внатре во нашиот систем за да се спроведат политиките, инструментите кои што се за дисциплинирање, санкционирање, но и за унапредување на судиите и јавните обвинители кои што ја вршат својата работа како што треба, а да се казнат тие кои што не ја вршат својата работа. Ние сме одлучни да продолжиме со тоа што сме го започнале со нашата интерпелација за во обвинителство и судство да имаме луѓе кои што се со висок интегритет, морален, професионален интегритет и да има луѓе кои што можат да ја променат ситуацијата во правосудниот систем, да ја вратат довербата на граѓаните во овие институции. И ова за мене е неопходно. Кажа, формата која ќе ја најдеме е со диалог со нашите меѓународни партнери кои што и помогнале постојано, односно ја помагале реформата во судството и инвестирале стотици милиони од нашето самостојување да обезбедиме функционална правда и ефективна. Треба да се консултираме со нив и да најдеме најдобри можни решенија и во склоп на нашите обврски во однос на реформската агенда и така натаму. Навистина ми е жал, но повторно во нашата земја имавме една епизода на разочарување во однос на Државната комисија за спречување на корупција. Се уште ни се свежа колективната траума со специјалното обвинителство, каде видовме како висшата обвинителка заврши. Жал ми е што и во ДКСК видовме неубави работи, а јас се надевам дека на следниот, односно на конкурсот кој што е во завршна фаза, во нашето собрание ќе се избере најподготвениот кадар и независен за да се врати до вербата и интегритетот на Државната комисија за спречување на корупција. Се разбира, ние како влада сме посветени да помогнеме во однос на функционализирање на ДКСК за да се зголемат инвестициите каде што е потребно, не со намалување значи на механизмите за антикорупција во нашата земја, односно се да се сведе само на плати. Вчера со премиерот ги гледав статистиките на Советот на Европа за нивните инвестиции во институциите на правото во зоната, во еврозоната. Европска унија е пошироко, каде што реално ние, иако имаме законска опрска 0,8% од GDP, како обврска да одвоиме кога ги споредуваме инвестициите на Северна Македонија во правниот систем за обвинителство, судство, администрација, судска администрација така натаму, гледаме дека сме подобро од многу земји од регионот, од многу земји од Европска унија. Ние бевме на ниво 0,35% и 38% зависно од секторот или делот на правниот систем. И ова, например, споредено со Албанија, например, Албанија беше 0,25
или на пример Белгија 0,25 каде што јас растев, што е многу помалку споредено со Северна Македонија во проценти, во апсолутни бројки може да бидат бројките поголеми, но во проценти ние сме тука некаде над просекот на регионот и на многу земји на Советна Европа. Кај нас, за жал, дебатата се фокусира во однос на платите на судиите, јавните обвинители и пак кога ќе ги земеме листите на плати, статистики на јавните обвинители и судиите, ќе видите дека еден судија, еден јавен обвинител заедно со бонусите добива над 3000 евра. Јас како заменик премиер на државата сум под 2000 евра, 1850 евра, а премиерот 2000 прима. Значи малку е контрадикторно да постојано дебатата се фокусира во зголемување на платите на судиите и јавните обвинители, кога тие плати се повисоки од повеќето службеници на државата, високи службеници, но се повеќе пати поголеми од просечната плата во нашата земја и повторно говориме за едно прашање кое што е беззначајно реално, а не во склоп со реалноста на бројките. И покрај ова, јас сум убеден дека треба да се зголемат инвестициите за да имаме опрема, техника кои ќе обезбедат поефективни истраги во однос на имотот, разни датабази, да се зголеми интероперабилноста со овие бази на податоци за да има подобра, модерна инфраструктура, но секако и да се исполнат многу позиции кои што се празни, бидејќи како секој сектор во нашата земја, било здравство или социјална грижа или било каде, кога се споредуваат систематизациите кои што постојат по институциите со реалноста и бројката на вработени, имаме голема дискрепанца околу 40-50%. И ова е реалноста, исто и во системот на правда и треба да се инвестира за зголемување на бројот на судиите, јавните обвинители, судската администрација и така натаму во овој систем за да имаме ефективна правда. Како влада, нашата улога е да се зголемат инвестициите, но другата улога е и да координираме иницијативи во борбата против корупцијата. И јас ова го правам во мојата улога како заменик премиер со моето министерство. Како што знаете, сигурно ќе говориме и за тоа по нова година ќе почнеме со ново темпо, со средби секој 3 месец за да видиме како се спроведува новата стратегија антикорупција. Денес са бајле бев на еден настан со NDI, каде што комисијата антикорупцијската комисија го представи прогресот во однос на финализирање на новата антикорупцијска стратегија и бев навистина задоволен што на нивната презентација видов дека новата стратегија ќе биде пофокусирана, две хоризонтални сектори како што беше претходно, 5 вертикални: здравство, правда, инфраструктура, урбанистичко планирање и еден животна средина, да, и енергетика. Значи ќе имаме нова стратегија и според моето барање на средбите со нив, кој ќе биде многу пофокусирана, попристапно и новина ќе биде повторно по моје барање, верувам и вие влијаевте лично, знам дека се работеле со антикорупцијската комисија за техничка поддршка и подготвување на новата стратегија како граѓанско општество, ќе имаме мониторирање поредовно. Разговаравме конкретно за една апликација, веб апликација, која што ќе прави мониторирање real time на новата стратегија, а јас заедно со вас, кои што сте дел од ресорот, ќе се собереме на секој 3 месеци во склоп на ова тело да го видиме прогресот, можеби да изготвиме заедно еден план за делување за делот на извршната власт, за да не се случи истата ситуација како во минатото, каде што на крај на годината седнуваме заедно, го слушаме извештајот на антикорупцијска и видиме дека нивото на спроведување на вистина смешно како лани 10% и повторно со ваша поддршка и со сите институции кои што треба да се опфатат во спроведување на стратегијата, ќе правиме 3 месечно мониторирање, ќе кренеме црвено знаме каде што е потребно
потребно и ќе имаме јасен план за да ги следиме целите и да обезбедиме дека агенциите, министерствата, главните институции, извршни институции да ја вршат својата работа и да не сме ние дел од кривината за недостаток на спроведување на стратегијата. Драго ми е што ја спомнавте националната стратегија, бидејќи да, како што и вие кажавте, тоа е еден пример кога во соработка со граѓански сектор тотално се смени изгледот на новата национална стратегија, односно како таа ќе изгледа. И токму тоа беше една од идеите на граѓанските организации, да биде една пофокусирана и се надевам дека по лесно да се исполнат мерките, бидејќи ќе бидат фокусирани на многу помалку области и по-лесно мерливи понатаму. Една од темите која што знам дека ќе биде во самата стратегија е и прашањето за конфискацијата. Уште од самиот почеток, повторно на вашиот мандат, укажавте дека таа е најважна за борбата против корупцијата. Конфискацијата е една од најбитните механизми. Забелешка ни е на меѓународна заедница, свидетели сме речиси да нема во пракса, во кривичниот законник ја имаме, во повеќе форми не се исполнува. Имаме и во граѓанска постапка со новиот закон, која што беше на иницијатива повторно на кабинетот од претходниот мандат, а и вие дополнително донесовте стратегија за финансиски истраги и конфискација на имот. Што да очекуваме во 2026 година? Дали можеме да се заложиме дека 26 ќе биде годината која реално ќе почнеме да гледаме конфискација на имотот како најбитен механизам во борбата против корупцијата? Како што веќе кажавте и вие, верувам дека финансиските истраги и конфискација на имот е многу важно за нас во целиот ланец за ефективна борба против корупција. Тука имаме реален импакт и граѓаните гледат што се случува со корупцијата на високите нивоа. Како што кажавте, е барање кое што се повторува од Европската комисија, од нашите меѓународни партнери, кој што не поддржа. Исто така, германскиот ГИЗ беше вклучен во изготвување, мониторинг, спроведување на претходната стратегија, која што, за разлика од антикорупцијската стратегија и другите стратегии за транспарентност, се спроведуваше до некаде со недостатоци, посебно последните години од владењето на ДУИ и ССМ. На почетокот на владењето имаше раст, добар тренд, во однос на број на постапки за конфискација. Последните години имаше пад, иако се усвои и законот за конфискација во граѓанските постапки. Последните 18 месеци во рамки на нашата влада се провери претходната стратегија, има евалуација во однос на нашето спроведување. Научивме од предизвиците, од тешкотиите со кои што се соочивме во спроведување на претходната стратегија. ГИЗ олеснуваше и UNODC олеснуваше преку работилници и чекор по чекор доаѓаме до новата стратегија 2025-2028 со дослење, се согласувам, бидејќи има поделени обврски, не беше во мојот ресор предлогот, туку во рамки на МВР, така што ни требаше време да се усогласуваме, но најважно е што новата стратегија 2025-2028 се усвои во влада, конечна е. Последните месеци и денес добив порака дека Државната комисија за новата стратегија за финансиски истраги и конфискација на имот е комплетиран, исто така комплетиран и Националниот совет, за разлика од претходниот период каде што следење и спроведување се вршеше на техничко ниво во рамки на одговорна комисија за спроведување на стратегија. Сега новост е што имаме Национален совет во состав на министри и раководители на агенции. Во јануари ќе имаме
почетен состанок на Советот и ќе почнеме со практично спроведување, каде што ќе имаме следење, мониторинг, каде што се предвидуваат и законски измени, подигнување на капацитети и за обвинители и за суди, бидејќи тие беа недостатоците и се предвидуваат исто така и инвестиции во различни уреди, опрема, така што многу работи ќе се прават, се со цел конфискација да се врши не само како политички приоритет, туку како барање на граѓаните и на меѓународните институции, се со цел да се вршат предвидените промени. Например, да се вршат промените и во агенциите кои што се одговорни, посебно во ефективниот систем за конфискација на имот. Тука важна улога игра и институцијата наречена како финансиско разузнавање, со кој што треба да седнеме, да дефинираме, што може да се дефинира. Има многу препораки за нив од Совет на Европа за промените што треба да се случат. Така што ќе треба целосно да се разгледа системот, да се вршат потребните промени, да имаме ефективен систем за конфискација на незаконски имот и да има и регионална соработка. Исто така, тоа е приоритет. Тоа ќе се случи главно преку UNODC, со нив редовно соработуваме, бидејќи капиталот се движи низ регионот и добро е да има размена на податоци и искуства, соработка со нашите соседи, бидејќи знаеме дека криминалните мрежи функционираат во регионот, знаеме дека имаме политичари кои што се корумпирани, зборевме за еден од нив порано, знаеме како оперираат и за да се адресираат овие теми, неопходно е да имаме регионална соработка. Ние се размоабитивме, ама мислам дека треба и на останатите да им дадеме можност да се вклучат во дискусијата. Па сега би сакала на вас да ви дадам прожност да поставите прашања, доколку имате, за да можеме да продолжиме дискусијата. Повелете. Само микрофонот да ви го дадат. Ме радува фактот што нашата иницијатива која датира од 2021 година, поддржана сестрено од Македонскиот центар за меѓународна соработка за евиденција на незапишаниот државен имот, конечно го виде светлото на денот. Комисијата е формирана, ние како граѓанска организација ги следиме активностите. Меѓутоа, моето конкретно прашање до вице-премиерот е: каде можеме ние како јавност потранспарентно да видиме до каде стигнала комисијата со својата работа? Заклучокот на влада е од февруари 25 година, сега сме ноември. Имам впечаток, тоа и моите колеги службеници го делат како впечаток, дека немаме доволно информации што се до денеска комисијата сработила. Каде можеме да ги видиме резултатите? Не е лесно прашање. Верувам дека тука ќе треба да се врши притисок од вас и од нас. Јас во секој состанок барам да има редовен мониторинг, да има онлайн алатки. Денес разговарав со нив, бидејќи амбасадите го барат истото и се спремни да помагаат со финансии, со фондови, за да се зголеми транспарентноста, да имаме информации во реално време за прогресот, за нивните успеси. Нешто што треба да се спомне тука е, освен работата на Државната комисија за спречување корупција, е да има нов фокус во однос на член 17 од законот, во однос на верификување на изјавите за имот, каде што исто така
системот се докажа дека не е ефективен, сам пополнив таква изјава, која што ми изгледа формална, но нема реални капацитети за да се вкрстуваат податоците, да се бара пристап од други бази на податоци, бидејќи фалат луѓе, ресурси, средства за да се верификува тие изјави. И мислам дека тоа треба да биде еден од главните приоритети за новата стратегија. Марко. Добар ден, благодарам за излагањето, вице-премиере. Многу е добро да се чујат, особено кривичниот законник ме израдува прилично ако го видиме до крајот на годината, изгласан од страна на Собранието. И воопшто иницијативноста ваша од различни процеси што се случуваат во делот на доброто владење. За жал тоа што не отрезни оваа година беше трагедијата во Кочани, со која што се уште не можам како човек и граѓанин да се помирам. Мислам дека само критички гледано, ние како граѓанско општество потврдивме во голем дел. Не успеавме да организираме системски предлози за политики, нити да следиме во која насока државата би ги спречила идните вакви појави. И тука и јас како дел од граѓанското општество ја превземам вината за тој неуспех, но вас како носители на одлуки би сакал да ве прашам, бидејќи на неколку наврати ја споменуваме и бидејќи таа е на некој начин ореолот на дисфункционалноста во делот на добро владење, тоа што е вашиот ресор. И од друга страна е многу важно како научените лекции понатаму имплементацијата на решенијата државата ќе ги направи за да се врати до вербата на граѓаните во институциите за кои што исто така збориме долго време. Што според вас или кои 3 лекции за системски промени ги научивме и државата, владата е подготвена да ги направи за да подготвиме да пременираме идни трагедии од ваков тип, како и трагедиите за кои што претходно зборувавме, бидејќи мислам дека се поразителни за целото наше општество и воопшто за трудот кој што сите ние заеднички го правиме. Значи, кои се 3 вака системски решенија кои што би знам дека не се 3, меѓутоа да го конкретизирам одговорот, 3 системски решенија кои што би спречиле или би ја намалиле изгледноста за идни трагедии од типот на Кочани. Благодарам. Марко, благодарам за вашето прашање. Пак ќе кажам, не е лесно прашање, меѓутоа доколку треба да идентификувам 3 решенија за да не се повторат слични трагедии во иднина, што за нас стана, за жал, рутина. Почнавте со Кочани, јас ги спомнав и претходните 3. Ние од година во година губиме луѓе затоа што некој зема корупција, некој затворил очи пред корупција, некој стекнал имот и пари во грб на граѓаните. И затоа се случуваат овие трагедии. Нема други причини. Што се однесува до решенијата или темите што треба да се адресират за да не се повторат вакви трагедии, за мене, како прво е правосудството. Треба да има санкции, соодветни санкции за сторителите, за Кочани, за модуларната болница, за Бесатранс, за Дурмотурс. Затоа што ако не се соодветно санкционирани, тие ќе се повторуваат пак. Значи, соодветна санкција за Кочани, за никој друг во иднина да затвори очи кога има такви злоупотреби што може потоа да има цена живот на луѓе, на наши млади луѓе. Второ, мислам дека треба да се разгледи начинот на функционирање
на други одговорни институции, како што се различни инспекторати, кои што исто така важни во системот за превенција на такви злоупотреби. За време на сите трагедии, некој инспекторат или некоја надзорна институција одговорна за да обезбеди услови, да се отстранат сите ризици, како што се случија и во сите други случаи, затворила очи и сите знаеме дека причината е или познавање на некој или пари. И ние во рамки на реформите во државните органи, што ја начнавме од почеток на нашата влада, сите инспекторати се во рамки на министерства, се работи и вчера на владина седница господин Минчев имаше иницијатива за некаква централизација, политичка контрола на работата на инспекторатите и надзорните органи, бидејќи на крај на денот се што тие работат или не работат е лошо или добро за нашата политика. Така што ќе треба да има механизми за контрола на овие институции, се со цел да има отчетност, транспарентност и одговорност кога не одиме во правилна насока, како што се трагедиите. И трето, можеби најтешко, сите тука имаме одговорност. Не само ние како политичари, туку и вие како граѓанско општество. Јас верувам дека за жал во нашата држава корупцијата е веќе норма. Снежана спомна бројка на граѓани спремни да дават пари, мито. Сите заедно треба да работиме. Знаеме дека во минатото имало различни кампањи против корупција, не биле функционални, не биле целосно ефективни во менување на менталитетот на нашите граѓани. Знам дека менталитетот не се менува во текот на денот или за еден мандат, меѓутоа е тема која што треба сите заедно да работиме се со цел да се зајакнат институциите и whistleblowers што ги имаме во нашите институции, укажувачи што ќе помогнат на сите граѓани да пријават неправилности, да се чувствуваат безбедни, без страф од силните луѓе во државни институции. И тоа предизвик и се адресира ако работиме заедно и се создава средина во која што нема да се толерира корупција. Ова за мене е најважна алка. Ви благодарам. Дали имаме уште едно прашање? Повелете. Еве. Фала ви многу, Александра Јовевска, Институт за демократија. Би сакала да го прашам господинот Фетај за негово гледиште, односно за негов коментар во однос на еден друг наод кој што го забележува Европската комисија последните неколку извештаи сигурно, меѓутоа еве и последниот конкретно вели дека во 2024 година и сегашниот парламентарен состав и минатиот нешто повеќе од 60% од законските предлог решенија ги има донесено со скратена постапка. Знаеме дека оваа скратена постапка подразбиран или скратување на парламентарната дебата и остава сериозен ризик, односно сериозен потенцијал за корупција кој што самите законски решенија го возможуваат. Сега не зборам за законски решенија кои што се носат па скратена постапка, кои што реално подразбираат хармонизација со европската регулатива, зборувам за решенија кои што го возможија, да кажеме, кривичниот законник. Така што ве молам за ваш коментар и еве и дополнително се зборува во извештајот дека од есента 2024 до сега, значи актуелниот парламентарен состав сериозно го користи и европското знаменце, кој што имавме сериозни критики во однос на злоупотреба на овој процес. Ве молам за ваш коментар и дали можеме да се надеваме на позитивни резултати во однос на ова прашање во следниот извештај. Благодарам.
Се согласувам со тоа што го кажавте. Ова е прашање кое што реално ме вознемирува многу и мене како заменик премиер, но не само мене. Имало и сакам да го истакнам со име и со презиме заменик премиерот за политички систем, господинот Димовски, кој што го покрена ова прашање на нашите владени силници, заедно со мене, заедно со секретарот Јанушев. Ние кога почнавме како нова млада, итно требаше да ги извршиме некои работи, веќе многу работи требаше да се уредат наеднаш и се согласувам дека сме значи имале многу вакви закони, повеќе се употребуваше скратената постапка отколку европското знаменце. Прашањето на злоупотреба на европското знаменце беше критика од Европската комисија од година на година, а повеќе за претходната влада отколку за нашата. Ние повеќе користиме скратената постапка. Има околу 6 месеци, значи сме имале расправа на владина седница во однос на намалување до минимум на употребата на скратената постапка, не заради причините кои што ги стакнате вие, значи во однос на корупцијата, што е многу важно сигурно, а другата причина е и опаќањето на вклучувањето на собранието, невладините организации за законите кои ги предлагаме како влада и каде што треба да создадеме можност и пратениците да имаат повеќе време да ги разгледуваат предлог законите, да предлагат амандмани така натаму, но и граѓанинот да види како се изготвува законот, да има можност да придонесува преку ЕНР системот и така натаму во изготвување на законите кои што ги тангираат директно. Се согласувам со вашата забелешка, е прашање за кое што имаме консензус дека треба да се намали до минимум употребата на скратената постапка. Бидејќи ни истекува времето, имаме можност за само уште едно прашање, па доколку го има, повелете. Добро. Повелете. Не баш прашање, поише коментар за крај, не мора ни одговор. Викат кој за што ја за пари. И генерално корупцијата е поврзана со врската меѓу владата или администрацијата и приватниот сектор. И со тоа кај има најмногу пари. Кај нас го спомнавте Груби неколку пати и тој бидејќи тој најголемиот проект, 1,5 милиарда евра договорени за 100 километри автопат, што уште не можам да го разберам. Тоа е 15 милиони евра по 1 километар за 4 делници, од кои 3 се на рамно. Тетово Гостивар, само Букојче Кичеве тежок терен. Другите 3 се рамни, Битола Прилеп и Ќафасен Требениште. Непоимливо ми е зашо во пред тоа последниот автопат што го направивме, да ми Капија Смоквица не коштал завршна сметка, значи со се корупција вклучени таму, 6,3 милиони евра по километар, значи скоро 2,5 пати, да не речам 3, помалку пред само 5 години. Со сите европски стандарди, со тежок терен, со 3 тунели, со 4 мостови и пак било толку малку. Значи у старт многу е смрдлива работата таму. Ја го прашав истото и премиерот, он вика нема 15-20 ќе не кошта, па ако ги тужиме овие Бехтеленка изгубиме, ќе биде 300 или 400 милиони евра одштета. Ама пак не ми е јасно, не знам дали ќе се оди на декласификација, дали ќе се оди со Државен завод за ревизија, темелна проверка на секоја година до кај работата, ама пак и покрај се, ако не се успее тоа, ќе биде ненормално да толку многу плаќаме за толку малку. Не е тоа единствено, гледам, слушаме сега дека ЕВН има, не ЕВН е само електростопанство е 90 милиони евра загуба, не знам дали само за ланската година или за оваа. И тоа уште по-непоемливо ме тие што ја прават струјата да се загуба, а овие што ја купуваат од нив и ја продаваат нас, ЕВН, да прават профит. Значи, тотално ненормално. Така да, веројатно на влада треба да се расправи тоа, пошто тие си и традиционално рек Битола е по дефолт
најголемата дупка кај што одат големи државни пари, а не знаеме што уствари се случува таму. Така да само сакав да укажам дека барем ние ќе очекуваме граѓанските организации, не само ние, поише на јавноста, кај што има најмногу пари државни потрошени, да има отчетите самата влада да информира до каде се тие случаи, дали ќе се ревидира нешто, дали ќе се менуваат договори, дали ќе се прави нова регулатива да не се случува вака да даваме нас да не биде поевтина струјата, државата плаќа загуби на компанијата што произведува струјата. Тотално ненормални работи. Пак ќе речем, не мора ни одговор, чисто да искоментираме и да укажеме владата да води сметка за, ако ништо поише, по најголемите 5 плаќања од буџетот и да за тоа известува дали годишно, полугодишно, како веќе ќе биде, да, пошто таму се е најголемата корупција по мене. Благодарам. Ви благодарам. Добро. Бидејќи некако ја заокружи кржаловски дискусијата, само да останеме на тоа дека немаме време за изговори, како што рековте и вие. Ќе бидеме тука да бидеме критичари на политиките и да следиме вашата работа. Најавивте големи реформи со фокус на правосудството, а новогодишна честитка очекуваме да биде новиот кривичен законник. И во таа насока се надеваме дека 26-та ќе видиме подобри перцепции на граѓаните, затоа што ќе имаме подобри услови и на крајот на денот ќе видиме конфискуван имот и лица кои што ќе бидат позади решетки за сторена корупција. Ви благодарам, господине Фетај, на денешното учество и ви благодарам на сите што останавте до крај на овој панел, што се вклучивте во дискусијата и се гледаме во следна прилика навед многу скоро. Пријатно.